Гледате 1 на 1. Овозможено од Lenovo, дистрибутер и овластен сервис iNet. Имаше тоа, јас можем да кажам сега, хихирику го нема долго време. Во суштина хихирику ни е забрането, прво од ВМРО ДПМН и после од СДСМ. Хихирику го нема 10 плюс години, не така? Да, така е. Прво се вадеа ВМРО дека немале пари да, ние имавме мизерни хонорари за тоа. Дојде СДСМ на власт, Ептен па не заборави, така да. Они се плашат, политичарите се плашат кога ги критикувате. Они сакаат да бидат богови, мали богови со ореоли, не сакаат некој да им каже дека грешат. Толку допиравте во нешто што не сме да се допре? Апсолутно. Да, можеме пример да извадиме. Мене ми представува сатисфакција огромна, која ќе отидам некаде и која ќе дојде во било кој град, кај нас или во Скопје, ќе те сретне. Јас сум растен со вас. Која ќе ти кажат со хихирику. Тоа како да ви кажам, лепдам малку. Не се гледа тоа, ама јас го чувствувам дека сум некаде горе. Ми представува голема сатисфакција дека се уште по гласот не препознаваат. Тоа значи дека сте оставиле длабоки траги кај гледачите, кај слушателите. Кога почна да се вадат муабети дека можеби ќе престане, односно можеби ќе му прекинат буџет и така натаму. Имаше некои обиди тоа да се седне да се разговара или како? Да, имаше еден состанок и тој состанок беше провизорум, да речем така, направен. Колку протоколарно протоколарен, колку да се каже, да и после тоа заврши. Ајде да одвоиме. Јас мислам, се извинувам, мислам дека Карадак малку и почина и од болка. Тоа.